Драги ученици, добре дојдовте на нашата и ваша училница. Јас сум Тањана Витковска, оделински наставник во Основното училиште Невена Георгиева Дуња од Скопје. На денешниот час по предметот општество ќе разговараме за чување на училишниот прибор и ученичкиот прибор. Целта на овој час е да научиме како одговорно да се однесуваме кон своите лични предмети и заедничките работи во училиштето. Поими со кои што денеска ќе се запознаеме се училишен прибор и ученички прибор. Ќе разговараме за чување и за грижата која што ние треба да ја имаме кон училишниот прибор и ученичкиот прибор. Училишниот прибор го сочинуваат предмети што припаѓаат на училиштето, но секако и наставниците и учениците заеднички ги користат овие предмети се со цел за успешна реализација на наставниот час. Ние секојдневно во училиштето и во нашата училница сме обкружени со предмети кои што го сочинуваат училишниот прибор. Сега ќе наброиме дел од предметите кои што го сочинуваат училишниот прибор и се дел од нашето секојдневие. Табла е еден од предметите кои што ние секојдневно го користиме. Секојдневно го бришеме, го уредуваме и го подготвуваме за следниот час. Столче, клупа, линиер. Ние за сите овие предмети секојдневно се грижиме, внимаваме да не ги оштетиме, внимаваме да не ги искршиме и внимаваме да не се повредиме. Знаеме дека е забрането пишување и цртање по училишните клупи и столчиња. Глобус, сунгер, креда се исто така дел од предметите кои што го сочинуваат училишниот прибор, ги користиме заеднички и наставниците и учениците. Внимаваме да не ги уништиме затоа што треба да ги оставиме во наследство и наследните генерации. Ова се само дел од предметите кои што го сочинуваат училишниот прибор, но имаме и многу други кои што секојдневно ни помагаат во реализација на еден наставен час. Без нив би било неуспешно да се реализира еден наставен час. Ученичкиот прибор го сочинуваат предмети што се приватни или лично ваши. Секој ученик си има предмети кои што му се драги и омилени, кои што си ги чува и се грижи за нив. Не ги уништува, не ги кине, не ги крши, но ги споделува со своите другарчиња кога тоа им е неопходно и потребно. Предмети кои што го сочинуваат ученичкиот прибор, ќе ги наброиме, ќе да кажеме дел од овие предмети кои што го сочинуваат ученичкиот прибор, но секако ќе напоменеме дека има и многу други кои што ние секојдневно ги користиме и ни се од голема помош за реализација на и успешно на еден наставен час. Ученички ранец. Еден од предметите кои што сите ученици го поседуваат и го имаат и е неопходен за реализација на еден наставен час. Молив. Се обидуваме да не го кршиме и да не го уништуваме и непотребно да не го остриме. Гума. Внимаваме при бришење да не ја оштетиме, да не ја искинеме. Тетратка. Ученички прибор. Учебник. Сите овие предмети исто така се грижиме да не ги уништиме, се обидуваме тетратките и учебниците да не ги искинеме, училишниот прибор да биде подреден со своите предмети, да биде уреден и чист. Линијар, блок, ножички. Значи при употреба на овие предмети внимаваме да не ги скршиме, затоа што може да се повредиме, внимателно сечкаме со ножичките и блокот уредно го чупаме. Темперни бои, четка, водени бои.
Со овие предмети се грижиме внимателно, значи ги употребуваме, за да бидат чисти и уредни за следната употреба. Острилка, лепак и дрвени боички. Внимателно остриме да не се повредиме, внимателно лепиме да не ги уништиме предметите околу себе. Што го сочинува твојот училишен прибор, а што твојот ученички прибор? Кажавме дека ученичкиот прибор и училишниот прибор треба внимателно да ги чуваме, да се грижиме, да не ги оштетуваме. Училишниот прибор, иако е заеднички за сите, значи ние, сите заедно, и наставниците, и учениците, треба внимателно да го чуваме, исто како да е лично собствен и наш. И ученичкиот прибор треба внимателно да го чуваме, да се грижиме за него, да го сочуваме и да го споделуваме со нашите другарчиња. Во табелата поединечно ќе представиме кои предмети спаѓаат во училишен прибор, ќе ги повториме, а тоа се клупа, табла, столче, глобус, линијар, сунгер, креда. Сепак ова се само дел од предметите кои што ги има во нашето училиште, имаме и многу други предмети кои што ги користиме и кои што ни се потребни за успешен наставен час. Ученички прибор, значи предмети кои што припаѓаат на ученичкиот прибор и кои што се само дел прикажани во нашата табела, се ученички ранец, молив, гума, ученички прибор, учебник, линијар, тетрадка, ножици, темперни бои, блок, четка, острилка, водени бои, дрвени бои и лепак. И ова се само дел од предметите кои што припаѓаат на ученичкиот прибор, секако секој си има своји омилени ученички предмети кои што ги користи секојдневно и ги споделува со своите другарчиња. Како се грижиме за училишниот прибор? Како се грижиме за се она што не окружува во училиштето и во училницата? Како се грижиме заеднички да го зачуваме? За училишниот прибор сите наставници и ученици се грижат заеднички. Ги чуваат предметите како да се нивна лична собственост. Се однесуваат кон предметите со внимание да не ги оштетат. Ги споделуваат помеѓу себе во зависност од потребите. Како се грижиш за своите работи? Како се грижиме за личните работи? За се она што е наше, лично и собствено, и како го споделуваме со нашите другарчиња? За својот прибор се грижам јас самиот. Внимателно го средувам и го поставувам на неговото соодветно место за чување, за да не се уништи и да не се оштети. Внимавам на предметите кои се остри или кршливи, да не се повредам. Позајмувам ученички прибор на другарче кога тоа е потребно. Значи, секогаш споделуваме со нашето другарче тоа што е неопходно или што му е потребно во моментот кога треба да се реализира еден наставен час. Но да напоменеме дека сега во случај на пандемија, при позајмување на предмети, секое другарче, секој ученик е потребно и задолжително е кога споделува предмет да ги дезинфицира своите рачиња и предметот што го позајмува. Ајде сега накусо да повториме што ние научивме на денешниот час по предметот општество. Да повториме кои предмети спаѓаа во училишниот прибор, а тоа се клупа, столче, глобус, креда, сунгер, линијар, табла. Сепак, ова се само дел од предметите кои што ние секојдневно ги користиме
и за кои што секојдневно се грижиме и не ги уништуваме. Предмети кои што спаѓаат во ученички прибор се личните предмети кои што секој ученик ги поседува, а тоа се ученички ранец, тетрадка, линијар, темперни бои, молив, ученички прибор, блок, водени бои, лепак, гума, учебник, ножици, четка, острилка и дрвени боички. Се надевам дека денешниот час ви се допадна. Се надевам дека запомнивте што е тоа училишен прибор, кои предмети спаѓаат во училишен прибор. Се надевам дека запомнивме што е ученички прибор, кои предмети припаѓаат во ученички прибор и се надевам дека знаеме како да се грижиме и како да ги сочуваме сите предмети што не обкружуваат и сите наши лични предмети за да ги оставиме во наследство на следните генерации кои што ќе дојдат во нашето училиште и ќе реализираат успешна настава. Ќе ве замолам за домашна работа, секој од вас, во листот од својата тетрадка да нацрта на левата страна од листот училишен прибор, кој што секојдневно го користи за реализација на еден наставен час и кој што му е омилен за употреба, а од десната страна на листот да нацрта ученички прибор кој што го користи секојдневно и го споделува со своите другарчиња. Се надевам дека денешниот час ви беше интересен, дека ви се допадна, ви благодарам на вниманието, бидете поздравени, до видување, до следното видување.